можеме да понудиме експертска и институционална поддршка за реформите, но отварањето кластери во македонските преговори со Европската унија е условено од уставните измени. Нова порака од официјален Париз за евроинтегративниот пат на Македонија. Во интервју за Радио Слободна Европа, францускиот амбасадор во земјава, Кристоф Лериголер, вели дека се наоѓаме во период кога Унијата покажува зголемена подготвеност за проширување и треба да се искористи моментот. На македонските власти им порача да не се надеваат на промени во преговарачката рамка, која е прифатена од сите држави и е дел од процесот на пристапување на Македонија во Европската унија. Il y a une chose qui s'appelle le cadre de négociation qui a été adopté en 2022 et qui prévoit notamment l'adoption de ces amendements constitutionnels. On l'a dit, on l'a redit et on va le redire, ce cadre des négociations ne va pas être modifié. Il est là, il a été accepté par tous. C'est aujourd'hui dans ce cadre-là que le processus et le cheminement européen de la Macédoine du Nord doit se faire. Et ce cheminement, il passe par l'adoption de ces amendements constitutionnels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement celui du dialogue entre la Macédoine du Nord et la Bulgarie. Et là, il faut être très clair. L'idée, c'est pas d'ouvrir un dialogue bilatéral pour renégocier le compromis de 2022 ou renégocier autre chose. Според премиерот Христијан Мицковски, процесот не може да продолжи без јасни гаранции за правата на македонската заедница во Бугарија, како и без конкретни заклучоци од Европскиот совет, кои би ја дефинирале крајната цел. На европските представници им порача дека единствено од ВМРО ДПМН зависи дали ќе има уставни измени. Тврди и дека е подготвен да чека, доколку условите не се јасни и праведни, исто како што за одредени политики во регионот се чекало со децении. Ако тие мислат дека треба да биде услов промената на уставот, а се друго да бидеме најдобри, тогаш жалам, но овде нема добар соговорник без да бидат исполнети другите детали. А треба секој еден да знае, секој еден треба да знае дека таа работа зависи исклучиво од најголемата политичка партија во Македонија и од ова раководство, тоа е ВМРО ДПМН. Ако некој живее во илузија дека ќе најде повторно некакви марионети кои што нешто ќе направат во државата, се лаже. Дека македонската влада не може да очекува гаранции дека нема да има ново вето, неодамна порачи италијанскиот амбасадор во Македонија. Во емисијата Европат на 24 вести, амбасадорот Паоло Палминтери вели дека самиот процес на пристапување е долготраен, комплициран и бара согласност од сите земји членки на Европската унија. Најдобра гаранција, како што вели италијанскиот амбасадор, е подобрување на довербата меѓу Македонија и нејзините соседи.